поканата за учество на овој голем настан. Насловот со кој што ќе ви се обратам денеска е чумата низ антиката, Византија и средновековието и нејзиното восприемање во македонските народни преданија. Чума или медицински позната како Ерсинија, па како бактерија Ерсинија пестис е бактериолошка заразна болест. И се пренесува преку стаорци, преку болвата, преку каснување од болва, таа е наречена уште бубонска чума, или аеросол од човек на човек, како белодробна или септикемична чума. Најпознати симптоми на бубонската чума се големите меури исполнети со гној, особено на лимфните жлезди под пазувите, на препоните и на вратот. Течноста на гнојот е многу, значи со многу продорен и јак, остар, непријатен мирис. Симптомите на црната чума се исто така, мислам, главните симптоми се меури на лимфните жлезди под пазувите, на препоните и на вратот, но овој пат гнојната течност е во црна боја и карактеристична нишка се црнилата на рацете и на нозете. Смртноста кај бубонската чума, кај пациенти, смртноста е 50% кај пациентите со бубонска чума и до 100% кај септикемична или белодробна чума. Кога за прв пат чумата се јавува во човештвото не е познато, но согласно поновите научни истражувања се смета дека првиот преносител и главниот на бубонска чума е болвата Ксенопсилија кеопис, кој што се наоѓа на нилскиот стаорец, и таа болва го инфицира стаорецот со Ерсинија пестис и вообичаено се случувало во Египет. Првите археолошки наоди укажуваат дека се работи, првата чума се појавува заведена во Египет за време на поплавите, кога стаорецот преку реката Нил доаѓа до житници, до населени места и така ја шири болеста. Најстарите податоци откриени од остатоци од нилскиот стаорец се откриени во јужниот дел на Судан, во Дебат ел-Хейма, датирани 1600 до 1000 година пред новата ера. Има бројни представи на стаорци и на глувци во хиероглифските записи, па дури и глувчецот бил представен и на камената гробница на фараонот Баке III од 11-та династија. Интересно е што кај нас во Стоби, во ранохристијанска базилика, датирана крајот на 4-ти, почетокот на 5-ти век, се наоѓа представа на стаорец на висина, под него мало глувче, како се спрема да скокне да го зграбчи глувчето, можеби и таа представа алудирала на чума на нашето поднебие. И вавилонците страдале од оваа болест. Значи, првите записи се наоѓаат на глиneните таблички датирани 1100 до 750 година пред нашата ера. Две епидемии од чума биле главни, мислам многу големи, 765 и 750 година пред нашата ера, и за времето на Ашурбанипал, каде што во глиneните таблички е заведено дека поради населението се преселувало поради недостаток на храна, суша или пак зараза од чума. Дури создаден е и богот Ира, затоа е опеан во епот на Ира, како Ира го испровоцирал Мардук, Мардук заминал, Ира почнал да сее чума, додека не го прекорил некој свештеник и така тој престанал да ја шири чумата низ Вавилон. Значи, како еден вид на етиолошки мит. Чумата била исто така многу позната и кај турците, дури и тие ја внеле во 12-месечниот календар преку символот на молња. Значи, секаде во календарот, каде што се јавувала молња, тоа било како предзнак дека ќе се случи чумата и дури се вели во календарот на 28 ден од месецот јули, ако грми, тогаш водата ќе биде нечиста и ќе биде заразена од чума, од затруени влекачи, или пак на 8 ден од месец декември, ако грми, тогаш ќе има заразни болести, ќе има изобилство на лешови и чума кај добитокот. Бројни чуми се забележани и кај старите грци. Во книжевноста Хомер ја започнува Илијада во првото пеење, го пишува гневот на Аполон како фрлал стрели со чума и го заразили добитокот, ги заразили луѓето.
Но најверодостоен опис за чумата дава Тукидид, особено за чумата која што се јавила 430 година, помеѓу двете пелопонески војни, потоа 429 година исто кога починал и Перикле. И Тукидид вели атињаните загубиле 4700 пешадици, коплити и конјаници како жртви од чума, додека никој никогаш не го открил бројот на смртни случаи меѓу населението. Значи Тукидид дава голем опис и вели, сега дали убаво ќе можам да не поминав многу денови откако бев во Атика, кога чумата првин започна меѓу атињаните, беше кажано дека претходно избувнала во голем број на други места како лемност, но никаде на друго место не беше забележана толкава зараза или предизвикано толкав број на смртни случаи. И понатаму вели постоичките страдања станаа уште полоши со преселувањето на луѓето од натрешноста во градот и новодојдените беа погодени од најлошото. Немаше куќи за нив и живееа исто како во текот на летото, во задушливи колиби и умираа без проблем. Лешовите на умрените лежеа врз други лешови, а полумртвите се влечеа по улиците и околу фонтаните поради нивната жед за вода. Значи најверодостојниот опис и од медицински аспект и од сите нишки во секојдневниот живот на атињаните го има дадено токму Тукидид. Римјаните исто така страдале од чума. Истата година кога имало пандемија на чума во кај старите грци се случила и кај римјаните. Потоа 364 година пред нашата ера чумата ја оправдувале како гнев Божи. 334 година ги вовеле и етруските танчарки, кои што преку меметички танци го протерувале целото зло што го нанесува чумата, и во 174 година започнувале римјаните да празнуваат дводневен празник со цел за да ја умилостиват чумата. Подпирајќи се на записите на Тукидид, Лукрети дал опис за чумата во вториот и во третиот век што се случила кај римјаните и вели многу трупови лежат непогребани на земја, натрупани еден врз друг, остамени, погребани поворки се движат без тажаленки до гробот, изложени на улиците и на јавните места може да се видат многу делови од екстремитети, полумртви и свалкани со нечистотија, свиткани во партали, во беда умираат, со ништо за да си ги покријат коските, освен собствената кожа. 10 библиски чуми во Стариот Завет, иако не говорат за чуми како бактерија предизвикана од бактеријата, како заразна болест предизвикана од Yersinia pestis, сепак го прикажуваат поморот, гневот и смртта која што чумата во себе како збор го содржи. Согласно записите на Прокопи, значи бубонската чума го запатила и Византиското царство. И во Византија, значи се забележува болеста чума, значи започнала болеста да се шири во Пеолисиум 541 година, место на горното устие на реката Нил, потоа се спуштала Александрија, потоа одела цел Египет, Палестина и потоа во текот на 542 година, поточно во месецот април, преку заразни стаорци, била пренесена во Константинопол. Од Константинопол се пренела по Медитеранот на сите поморски градови и после тоа нели е принесена на речиси целото Византиско царство. Прв пат во записите од византиските записи ја спомнува Јустинијан во својата новела 122, каде што вели дека пустошот од чума завршил, но оваа чума траела 210 години од 541 до 750 година и вкупно се појавиле 18 епидемии на чума, што во просек се појавувала чумата на секој 11,6 години. Потоа оваа болест од територијата на Југоисточна Европа исчезнала 748-750, се повратила на Ориентот, во Ирак, Сирија и Месопотамија, и бидејќи нели се појавила чумата во времето на Јустинијан, била наречена уште и чумата на Јустинијан. Најверодостојни описи за чумата на Јустинијан во Византија дал Прокопи и вели кога чумата се појавила на пристаништата во Константинопол, кога почнале луѓето масовно да се разболуваат, доаѓале доктори и сакале да испитаат болеста во духот на Хипократовата традиција. Сметале дека големата непријатна миризба која што се шири е всушност предизвикана од треска која што ги разболела луѓето на афричкото тло.
но сепак после тоа кога ги утврдиле симптомите дека биле континуиран акутна треска со ненајденен почеток, проследена со диареја, главоболки, халуцинации, кома или делириум, со гнојни меури на препоните, пазувите на вратот, време траењето на болеста од појавата до смртта од 7 до 9 дена, доколку пукнат меурите со гнојот истече, тогаш можно е пациентот да преживее, но со трајни последици, како што се сушење на екстремитети, на јазик, трајно слепило и така натака, утврдиле дека сепак се работи за бактеријата Yersinia pestis. Во време кога популацијата не била многу бројна на почвата на Европа, чумата на Јустинијан според Центарот за контрола и превенција на болести одзела 25 милиони жители и со тоа во голема мера влијаела на културата на живење во византискиот период. Последната чума која што тлеела на европско тло е црната чума или црната смрт, позната кај населението, избувнала во Централна Азија до 330 година. 16 години подоцна се проширила на Крим и веднаш следната 1347 била пренесена во Цариград. Значи, оваа чума траела на тлото на Европа се до 1772 година, кога заминала на Блискиот Исток и до нејзино целосно исчезнување во 1830 година. Значи, ова не било епидемија, туку се претворило во пандемија. Овде гледаме во рок на 5 години како чумата се шири на тлото на Европа, освен делови, мали делови од Милано и од Краков. Овдека гледаме чумини доктори облечени во кожни мантили со стапови во раце вршеле прегледи, во клоновете имале разни растенија и треви кои што ја спречувале миризбата. На другата слика на ќошот гледаме сите симптоми, значи чумини доктори, ставорецот, болвата, симптомите на чуми, како ги носеле на колички, ги закупувале во групни јами, ги палеле и така натака. Според статистичкиот извештај на Светската здравствена организација, само во 14 век, во текот на појавата на пандемија на црна чума на територија на Европа, имало 50 милиони смртни случаи, а во периодот од 425 години, колку што прочем и траела црната чума, според Центарот на контрола и превенција на болести, чумата во Европа одзела 60% од вкупната популација или 180 милиони животи. И македонците не биле имуни на оваа болест, затоа сведочат бројните македонски народни преданија. Во македонската народна традиција чумата е прикажана како многу слаба, грозна, мрачна старица со длабоко пропаднати очи, разбушавена нуредна коса и во јужниот дел на Македонија е позната под името Панукла. Значи, доколку се види дека некоја жена е многу убава од надвор, а лоша од натре, се вели од надвор како кукла, од натре како Панукла. Сите нам ни е позната македонската народна песна "Црна се чума зададе", там долу Димир Капија, там жал на Македонија и секако клетвата и ден денеска не изоставен дел од животот на македонскиот народ, особено насочена од женската кон машката популација, чума да те изгоре. И народот, барајќи спас, значи, тука е Свети Харалампија и Харалампија, меѓународот познат, се празнува денот Свети Харалампија, познат како Чумин ден, на 23 или 10 втори по стариот или новиот календар. Празникот е посветен на свештеномаченикот Харалампи, пазителот од чума и чуварот од болести, и се смета за ден на прогонување и смилостување на чумата. И овдека гледаме црна чума во окови во фреската во црквата Свети Петар и Павле, село Тресонче, Западна Македонија, што посведочува дека и ние не сме биле имуни на оваа болест. Македонскиот народ со години наназад се моли за здравие, за среќа на Свети Климент, чиј уште денеска се чуваат во Свети Пантелеймон на Плашник во Охрид. Му се обраќаат со пиетет, нели лекувал додека бил жив, лекувал и после тоа, на сон им доаѓа на луѓето и сите денеска со пиетет се поклонуваат на неговите мошти барајќи спас за здравие и лек за семејството. На крајот сакам да кажам една мисла на Семонит, мислител од 7 век пред нашата ера, кој што вели чумата е жена создадена од Зевс за да ги ментално да ги мачи и да ги заболува мажите. Ви благодарам на вниманието.